клони се од мајка, од татко и клони се кон млада невеста. Откако младоженецот ќе земе прашчебер да бричит, Since this moment represents his separation from his own family and his turning towards Еден од првите обичаи е канење на кумот, кој што се случува сега во моментот, и тоа е обичај кој што каде што зетот оди заедно со своите побратими, обично оди најстариот побратим, го канат зетот кој што они велат дека е од големо значење, односно најголемо како предводник на целата свадба, односно велат тоа што е кумот на земјата е Бог на небото. Токму тоа се случува сега, при тоа се носи една матарка во која што има вино и украсена со бршлен кој што го символизира долговечното живење на младенците, така што веднаш после одиме на бричење на зетот. Бричењето на зетот се случува пред чешмата Упија. Го бричи еден од побратимите и се става бело платно под него. Што значи тоа? Ниту едно влакно не треба да падне, затоа што се верувало дека паднатите влакна некој може да ги злоупотреби, да направи црни магии, односно да има несреќа после тоа во бракот. Инаку после ова одиме да ја каниме невестата. Сега за сега достатно. Сите во куќата на момчето се приготвуваат. А сега, откако побратимот го симна баракот и го предаде на барактерот, ќе изиграат едно оро качени на конј. Ти треба помош.
куќата на невестата, тука невестата го гледа зетот низ прстенот. Се верувало дека доколку го погледне низ прстенот, кој што нема ни почеток ни крај, го заробува неговото срце и очи и тој станува слеп за сите други девојки. Сега од тука веќе сме ја земале невестата, ги товарат коњите со незиниот чејс и одиме во црква. Какво е чувството да не ја гледате традицијата и галичката свадба отстрана, туку да бидете дел од неа? Како да си дел од минатото, како да ги гледаме нашите предци што правеле и како го празнувале овој голем празник првично и галичката свадба и сите обичаи, целата традиција преточена во денешницата во сегашното време. Кој е оној обичај кој што вам најмногу лично ве допира, емотивно, така ви значи? Емотивно? Па, јас не сум по потекло од Галичник, али тука сум од националната установа Танец. Сите обичаи се прекрасни. Целата традиција, комплетно обичаите како се задржани од минатото и како се преточуваат кон иднината, сето тоа нас не трогнува. Затоа што сме благодарни што се уште постои ваков настан кој што сме горди што го имаме. Ама една традиција, еден обичај кој што никогаш не би сакале да исчезне. Ние воведуваме оваа година, имаме и два нови обичаи, за разлика од претходните, што е добро, значи се воведуваат и нови традиции и ги пренесуваме на младите.
И кој е оној обичај кој што вие не би сакале никогаш да исчезне и дали би го повториле повторно ова искуство пак? Па сигурно би го повториле доколку повторно не поканат да бидеме дел од галичката свадба. Обичај. И па еве бричењето на зетот, гувењето на невестата, сето тоа, замесувањето на лепчето, китењето на бајракот. Кажи ми прво како се викаш? Павел, Павел, ти што правиш тука? па на галичка свадба. И што ти е улогата тебе? Знаеш зошто си тука дојден и вака убаво дотерен? Да, дека има невеста и треба да ја земат и со коњи ќе одиш. А тебе што ти е најинтересно вака? Па кога јавам коњи. А јаваше конј? Да. Браво, а вака кога ќе се вратиш дома, што ќе им раскажеш на другарите што беше најинтересно од целата свадба? Кога се јавав на коњите. Аха, а невестата убава беше? Да. А младоженецот? Да. Друго, коњите? Да, убави беа. И ја го држев пешкирот на младоженецот. Вистина, и што значеше тоа за тебе? Па дека бев многу среќен. Како се викаш ти? Петар, Петар, кажи ми ти што правиш тука? ја правам тука седам кај дедо ми, баба ми и со татко ми и мајка ми во Галичник. Добра, знаеш денеска кој ден е? Што правиме сите тука заедно? Денес е галичка свадба и денес е Петров ден. А, браво. Дали знаеш зошто баш на Петров ден се прави галичка свадба? Да, зашто на Петров ден е земаат невестата. Така е, ти ја виде невестата? Да, А што беше твојата улога? Ти јаваше на кој денеска? не јавав, ама имам јавано. Аха, браво. А каде живееш инаку? Таму живеам. А ти тука живееш, ти си тука родом од Галичник. Да, А, значи тебе не ти е прва година тука. не, И која година е поубаво? Дали секоја година е поубаво од претходната? да. Да, и кажи ми колку долго вие си раскажувате со другарите кога ќе заврши галичка свадба, какво било тука? Па може и еден ден и повеќе. И повеќе. Добро, кажи ми, дали би сакал ти еднаш исто вака да правиш галичка свадба? Да. Додека се случува чинот на венчавање во црква, девојките го играат невестинското оро, кое што ја објаснува и ја прикажува достоинството и грациозноста на невестата, именувањето на нејзиниот социјален статус од девојка во сопруга. Затоа изгледаат вака убаво. Еден вид идентитетски код на мијаците, епопеја на нивната мака, маката на печалбарите и горчината од разделбата, но во исто време достоинственост и непокорност на овој планински народ. Кажете ми, вие сте гости на галичка свадба? Ти прв пат доаѓаме. Од каде доаѓате? Скопје. Од Скопје. Кажете ми како го доживувате ова се? Како настан, како традиција? Убаво, многу убаво, многу убаво. Што е она што најмногу ви се допадна од се? Се, невестата, обичаи, црквата, значи се, местото, многу убаво.
Дали мислите дека треба да ја чуваме оваа традиција и на кој начин и што е она што е најважно како обичај, како традиција која што треба да остане? Убаво, се треба да остане, убави обичаи имаат, многу убаво. За Прекрасно. Македонија да се знае дека имаат обичај. Сега, она што е важно е нели ова да го пренесеме и на младите, она што го чувствувате вие како исконско, како македонско и како традиција, да им го пренесеме и на младите. Како тоа? Порано се правило од колено на колено, нели сега? Сега тие обичаи не се прават, секој избегава и од малтетирање, и од трошкови, и од се, али ова е преубаво. Прават некој, ама ретко. Нема. Да. Добре, еве, овие обичаи се трудиме да ги зачуваме, барем на овој начин преку галичка свадба. Начин, многу тежок начин да се сочуваат, да. И финансиски, и се тука треба. А и време. Дали сте вие гости на галичка свадба? Не поканети гости, да. Сами си дојдо. Па добро, не треба да ве поканат. Кажете ми од каде доаѓате? Од Скопје. Од Скопје. Зошто дојдовте на галичка свадба прв пат? Прв пат доаѓаме, да. И многу спонтано беше. И од секогаш сум ја гледала на телевизија уште како дете, бидејќи мојата мајка покојна имаше има потекло од Лазарополе, ама пак е тоа мијачкиот дел и секогаш сме ги прателе тие случувања. Ама многу ми е мило што ете барам денеска многу спонтано со мотор од Савајле. Што ќе правиме? Ајде, одиме, палиме моторот и стигнавме многу брзо и баш ми е кеф што сум тука. Одлично. Ајде за доживувањето. Што она што не знам, емотивно можеби го доживеавте, некој обичај, некој посебен момент од свадбава? Стигнавме точно тешкото кога беше. Не сме тука уште од почетокот, бидејќи само што почна свадбата, ние тогаш тргнавме од Скопје. Ама мене секогаш тапаните буквално многу емотивно ги доживувам. Буквално ми чукаат во душата, во срцето. Цела се вознемирувам, не можам да го опишам тоа чувство. И сакав во живо да го почувствувам. Мало и моме, што лице носиш на тебе. Како ова убавим? Кај има ова убавим? Може ли негде на друго место да се доживе? Не може. Не може, навистина. Се, она што исто така ни е многу важно, порано овие традиции, обичаи се пренесувале од колено на колено, си ги кажувале, си ги раскажувале луѓето. Сега не можеме баш така да го пренесеме ова се. На кој начин најлесно на младите да им го пренесеме ова чувство кое вие го имате тука? Младите учат од тоа што го гледаат, не од тоа што го слушаат, така што чувствата се секогаш индивидуални, секој различно си го доживува тоа. Никој на никого ништо не може да му наметне. Тоа едноставно го имаш или го немаш. Некогаш ваквите обичаи се пренесувале од човек на човек, од колено на колено. Денес технологијата ни овозможува да ги пренесеме многу подалеку, преку границите и до луѓе кои што се на другиот крај на светот.
Како технолошки партнер, Македонски Телеком го овозможува токму тоа. Токму таа врска помеѓу наследството и традицијата која што ја имаме и генерациите на кои што треба да им ја пренесеме. Прво честитки за свадбата. Ви благодариме. Благодариме многу. Најнапред сакам да ве прашам какво е чувството да се биде дел од Галичка свадба како главни учесници, младоженци, и тоа после 35 години од како твоите мајка и татко се венчаа. Фасцинантно. Значи се спремавме организацијски, честа е преголема. Имав таа чест за годинова, после 35 години од моите кога се ја правеле вистинската свадба. Под импресии сум се уште, се надевам дека целата публика, сите што присуствува тука, дека премногу си помина, дека ова е стварно за паметење и ќе си го збориме за цел живот ни ова. Да, се уште под импресија, еве ќе прашаме младата, што најмногу ти остави впечаток, што ти беше најсилно емотивно вака од обичаите? Најемотивниот дел за мене беше да ги гледам најблиските пријатели и роднини со нас како дел од поворката. Постојано ме облеваа емоции, се трудев да се воздржам, да бидам прибрана во секој момент. Преубаво се чувствуваме, значи сме восхитени од овој настан, трогнати сме, за секојаш ќе си го паметиме, така да се надевам дека и гледачите убаво си помина, и гостите убаво си помина, и наредната година ќе има исто така голем интерес и дека ќе има многу пари што ќе се пријават, така да се почесто и во поголема бројка да би посетена Галичката свадба. Супер. На кратко блиц прашање, беше тешко да се носи носијата? Не толку колку што очекував. Релативно полесно. Мислам дека самиот убавината на самиот момент и возбудата ти дава некоја сила, така да јас се чувствував преубаво во носијата, мислам преубаво чувство. Драго ми, ајде за крај да не ве држиме затоа што сте веќе уморни. Што е она што ќе им го пренесете на идните генерации како лично искуство од свадбава? Све е спремно, све е организацијски подковано, што го кажуваме не по галички, слободно нека се пријават и они да осетат оваа магија и моќ и енергија што и сите што не гледаат, што се тука покрај нас пред све и не блиските, родители, пријатели, што учествуваат, организацијата, така да нема да погреши никој и се надевам тој што сака дека ќе се исполни желбата за наредни години дека ќе бидат галички пар, галички зет и невеста. Ви благодарам многу, верикетни и вечни да сте. Благодариме многу, благодариме. Кажете ми што е најважно да остане непроменето во Галичка свадба? Не знам што е најбитно е според мене одење навечер на вода со борините и факлите, тоа е нешто феноменално да се види. Една поворка која оди од куќата на момчето до невестата, па на вода со факлите, тоа е фантазија. Убав обичај е канење на мртвите. Многу ретко негде се канат, меѓутоа кај нас се канат на Сабајле во неделата, зетот со побратимите одат и ги канат мртвите и како на свадба. Бричење на зетот исто интересен момент е. Невестата, носење на вода на невестата, строевање, канење на кумоти, сите обичаи се многу ови. Так. Што значи за еден галичанец да ја гледа оваа свадба денес? Во споредба со тоа како биле порано? Видите, јас како постар галичанец, кој ќе почне свадба, ми се ежи кожа и солзи ми навира. Кога се игра невестинското и тешкото, тоа е нешто феноменално да се гледа. Да. Многу убаво е. Кажете ми, многу е важно да ни кажете, како порано се пренесувало знаењето за обичаите, ова што сега ми го раскажувате? Па види, со тек на годините и учество на сите што биле во свадбите, се пренесувало и помладите учеле од постарите и така ги пренесувале од колено на колено, така и ние денеска ги продолжуваме тие традиции што останале. Так. И за крај, што би сакале следната генерација да запамети од сето ова? Што би сакал? Би сакал да запамети, да ги чува традициите, да ги негува традициите и вековно да се одржува оваа галичка свадба за навек и веко, што се вика. Так, многу е различно од порано до сега? Различно е сигурно, затоа што порано се правеле свадбите по 7 дена. Сега се сведува на 2 дена, саботата и неделата.
Тога се знаело колење на брав, зовење, канење на роднините со зовалени, оделе од куќе во куќе да ги канат, припремање на колибата за тапанџиите што било и Така и се правеле повеќе свадби одеднаш. Традицијата вели дека токму за Петров ден се враќаат печалбарите и тука прават групни свадби, значи повеќе свадби се правеле, тоа траело видите, со како што прикажуваат 40 до 50 свадби се правеле. Многу било тешко да се најде музиканти, тапани од Дебар, претежно се Дебар, и тешко било да се најде, оделе дури по други градови, Кичево, Гостивар, кај што можеле да најдат музика. Така да имало повеќе венчавки, во црква што е Свети Петар и Павло, имам и друга црква доле, Света Петка, исто и тамо се правеле венчавки. И еден куриозитет е тоа што не требало да се сретнат невестите кои излегувале. Сега, како да биде тоа? Мудри биле галичаните и измислиле. Секој пат се оди на десната страна. Кој ќе излезе невестата, без разлика кај е домот на невестата, кој ќе излезе од црков, оди на десна страна. А ова што доаѓа на другата на венчавка, за да не се сретнат. За да не се сретнат, затоа што понапред се сретнаване, па имале, знаете, она тргавици, ај тргни се ти да поминеме ние, тоа и така. Ви благодарам многу, живи здрави да сте и уште многу години. Благодарам, повелете и многу години да ни се слави галичка свадба. Пала и многу.